Средношколците го кренаа својот глас против енормното аерозагадување во Македонија. Бараат чист воздух и мерки за да се намали загаденоста. Велат разбираат дека сите дишаме ист воздух, но потенцираат дека секое второ дете страда од респираторни болести и потешкоти при дишењето. Ние сме сериозно загрижени за последиците кои ги предизвикува загадениот воздух, а тоа се смртност и сериозни болести. Ние не смееме и не сакаме да прифатиме оваа состојба. Сите ние имаме право на чист воздух. Тој е неопходен за нашето здравје. Ние како ученици многу добро ја разбираме пораката дека сите дишаме ист воздух. И ова порака им ја упатуваме на сите надлежни институции и на граѓаните. Првиот човек на детската амбасада Меѓеши, Драги Змијанац, истакна дека тие како организација бараат да се воведат итни мерки при аерозагадување, доколку во 2 последователни дена PM10 частичките го надминат нивото на 50 микрограми. Според сегашната законска регулатива, итните мерки се воведуваат доколку на 2 мерни станици во 2 дена еден подруг се измерат PM10 частички над 200 на метар кубен. Змијанац одговорноста за ваквата лоша состојба ја лоцира и во Министерството за животна средина, каде бараат одговорност и промена на кадри. Да не бидеме принудени да ја прогласиме Македонија како земја каде што има екоцид, каде што се случува прогон на населението поради загадувањето и каде што треба да се прогласува вонредна состојба. Имено се залагам исто така PM10 и PM2 да бидат по 2 последователни дена да се прогласува аларм, ако е над 50, да не дозволиме да се толерира високото аерозагадување во аеросферата. Бараме одговорност од Министерството за животна средина, односно од одговорните и заменикот и од министерот, и сметаме дека премиерот дојде на време да прави реконструкција, да постави професионални кадри. Велат дека се обратили до Комитетот за права на детето во Женева, од каде побарале да се исполнат мерките кои тие како организации ги бараат, а во спротивно ќе поднеселе тужби до државата. Македонија денеска се наоѓа меѓу државите чии градови се во топ листата на најзагадени во светот. Екологистите велат дека борбата против загадувањето, која била една од главните ветувања во предизборната кампања на локалната и извршната власт, биле само празни зборови, а тоа го покажувале и средствата кои се одвоени за аерозагадувањето, односно сумата од 1,6 милиони евра, за која екологистите сметаат дека е безобразно мала. Невладините потсетуваат и на подпишувањето на иницијативата за чист воздух, на која лани се подпишаа кандидатите за градоначалници, но сепак, откако седнаа на фотелите не превземале ништо, сметаат невладините и граѓанските здруженија.